Меѓународниот монетарен фонд вчера на својата интернет страница објави заклучок од консултациите со Македонија во врска со економската состојба на земјава. ММФ потенцира дека Македонија мора да ги зголеми приходите на пари во државната каса од даноци со зголемување на данокот на имот и на данокот на горивата. Потоа ММФ препорачува дека Македонија треба да работи на подобрување на трошењето преку рационализација на субвенциите и подобро насочување на социјалните трошоци и обезбедување одржливост на пензиите. ММФ исто така ги повика македонските власти да го интензивираат темпото на структурни реформи за зголемување на вработеноста и зголемување на продуктивноста. За да се зачува конкурентноста и фискалната одржливост, земјата исто така треба да го задржи растот на платите во согласност со развојот на продуктивноста, смета ММФ. Меѓународниот монетарен фонд очекува економскиот раст на Македонија да се намали на 1,9% годинава од 2,4% регистриран лани. Според Меѓународниот монетарен фонд, Македонија треба да се фокусира на 5 клучни прашања за да помогне да се справи со забавувањето на растот. За да може да го намали јавниот долг и да направи простор за маневар на подолг рок, ММФ предлага серија мерки, вклучувајќи поефикасно собирање на даноците на додадена вредност, повисоки даноци на имот и енергија и скалесто намалување на субвенциите. Покрај тоа, владата треба да ги заштити оние кои се најранливи преку поефикасно социјално трошење, со исклучок на пензиите. Само 1/4 од социјалните трошоци моментално одат до најниската петина од населението. Потоа препорачува реформи во јавната администрација и судството, намалување на невработеноста, а забележуваат и дека Македонија има висока минимална плата и предлагаат попристапна и достапна грижа за децата, политики кои им помагаат на вработените мајки, повисока возраст на пензионирање и отстранување на дупките за предвремено пензионирање. Економската активност беше поддржана од приватната потрошувачка и извозот, додека негативните ефекти од пролонгираната политичка нестабилност ги ограничија инвестициите и го забавија кредитниот раст, наведува Меѓународниот монетарен фонд.